Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во најновото издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добар ден. Добар ден. Првин да дадем еден мал отчет и да ве подсетиме на работите кои што сакаме да ги работите. За нас во услуга на оваа кауза која што ја тираме, тоа е прво ве молиме да одите на нашиот YouTube канал Македонски информативен центар или Macedonian Information Center, поисправно да кажеме, тоа е вистинскиот наслов на овој канал. И да се зачленувате. Значи еве во копчето subscribe. Сега ќе се отчленам, еве во црвено, и можете да се зачлените, можете да го притикате и ова звоно овде, на тој начин ќе бидете ажурирани секој пат кога ќе постираме ново видео. Тука можете на нашиот канал да ги најдете сите претходни епизоди од видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Исто така имаме некои кратки видеа, тука ставаме и сечоци од некои говори на Зоран Заев и така натаму, има и постари видеа од пред да почнеме со видеоподкастот Гласот на Македонија, која почнавме со видео есеи, реакција на интервјуто на свиркачот Лазаревски, тоа не беше првиот, впрочем, наш видео есеи, па имаме некои обработки на интервјуа манипулативни, интервјуа на Богоевски и Слободан. Имаме критика на филмот Ругањето на Криста, така да имаме една серија на видеа која што се надевам дека повторно ќе можам кога ќе добиам време да ја продолжам, а тоа се читање на белешки од дневникот на Крсте Петков Мисирков од периодот лето 1913 година, токму период кога Македонија се дели во Втората Балканска војна и Букурешкиот мировен договор. Понатаму ве молиме да одите и на нашиот сајт macedonianinformationcenter.org. Тука дневно или неделно можете да наоѓате нови писанија, колумни, полемики, сето она што го објавуваме на нашиот YouTube канал, се пренесува тука, значи тоа е повторена архива. А на страните можете да дојдете и до бесплатни книги кои што можете да си ги подигнете тука, односно да ги симнете во PDF формат. Имаме Црна рука врз Европа, војната се враќа, спомените на Крсто Лазаров Конјушки, Македонија, незините народности и нивната иднина од Брајлсворд. Во таа смисла сега ветуваме и нов проект кој што се надевав дека ќе биде готов за 1 септември. Мојот уредник малку ми даде други задачи, па ме одметна од вниманието, меѓутоа сепак се надам дека овој проект зборник на белешките, односно на меморандумите и документите кои што постојат во декласифицирани документи во архивите на ЦИА, преведени некои 30-40 различни белешки, повеќе од 200-300 страници, ако не и повеќе на материјал. Се надеваме дека како и да е ова рана есен дека ќе бидат објавени. А причината зошто моментално не сме во можност да работам, да се сконцентрирам 100% на овој проект, е проектот кој што сега го работиме. Тоа е можете да ја најдете во полемики, така ли ќе биде? Да. Го водиме под еден наслов дали распадот на Deep State-от ќе се случи кога ќе почне судирот помеѓу КГБ и Сорос. Значи, до сега имаме објавено 6 дела, мислам дека уште 3 или 4 дела некаде ќе треба да се заврши овој серијал. Сега наблегуваме во обработка или извадоци на податоците кои што наоѓаат во книгата Партијата во сенка од страна на Дейвид Хоровиц и Ричард По, тоа е книга од 2006 година и јас би рекол релативно, па не релативно, туку многу добро и многу длабоко навлегува во историјата на Џорџ Сорос, неговата биографија, неговата интелектуална биографија, неговото патешествие како
некаков си финансиски волшебник, па се до како тој се приклучува во американската политика, како неговата организација, која што Хоровиц ја нарекува партија во сенка, навлегува во Демократската партија во САД, некаде во почетокот на овој век и комплетно ја киднапира партијата. Сега како се дава и неговата историја на блискост со Хилари Клинтон, и тоа е впрочем една многу битна точка, бидејќи Хилари Клинтон пак е врска на денешните радикали со радикалите од 68 и сите оние врски помеѓу комунистичката интернационала и ова што се случува денес, отприлike ќе се обидеме да ги поврземе се заедно. Верувам дека доволно ќе биде тоа колку за вовед. Ние денеска повторно одиме во анализа, ова ќе биде последна или предпоследна сега барем за сега. Да, ќе биде можеби, не знам. Како ќе сме расположени за еси. Затоа што тоа интервју е полно со работи кои треба да ги разјасниме. Дупчевото интервју е полно со манипулации. Да. Свесно направени, за да во овој момент така му одговара да говори на Дупчо и така говори. И затоа, ако најдеме време, ќе направиме сигурно уште некоја емисија. Значи, останува отворено прашањето дали ќе има уште или ќе нема. Можеби, можно е да за еден момент едноставно да се тргнеме на страна да се посветиме на некои други прашања. Меѓутоа, веројатно дека повторно ќе се вратиме на овој интервју, бидејќи како што ти рече, тоа се 2,5 часа на едноставно работи кои што дали бараат до разјаснувања, расчистувања, спротивни информации, спротивни гледишта и така натаму, така да постои шанса дека ќе се навратиме на овој интервју, а тоа е интервјуто на Љупчо Георгиевски со Васко Ефтов во Центар. Денеска тема ќе биде атентатот на Киро Глигоров. Да. Дали имаш нешто, некаков предговор, нешто да кажеш или да одиме со Да одиме парно, да не губиме многу време, да одиме со она што го прашањето на Ефтов и коментарот на Љупчо. Да одиме. Со Киро Глигоров, какви ви се односите? Атентатот на Киро Глигоров, сега дел на луѓе, Тома Фила, например, па излезе и Стојан Андов и другите, дека дел од кругот на најблиски соработници на Киро Глигоров учествуваат можеби во атентатот на Киро Глигоров. Васко, јас знам дека ние не сме учествували, ако имаше некој такво обидување. Меѓутоа, како и да го вратиш тоа без луѓе од Македонија не можело да се случи. Сега, до кој степен, како, што, тоа веќе е работа која мислам дека има поупатени луѓе кои треба да кажат. Еве тезата на Стојан Андов, најверојатно треба да се анализира. Забранета е таа книга. Таа е забранета, да. Љубомир Прчковски тогаш излезе на пресконференција. Ова ли е книгата која дискутиравме пред година и пол, за таа ли книга станува збор? Да. Забранета? Забранета, да. И го обвини Мултигруп, односно бугарската линија, Ама... односно имаше средба на Илија Павлов со Киро Глигоров, кај што се обидува да ги разјаснат тие работи. Синот на Киро Глигоров излезе со една информација дека луѓето кои го убија дедо ми се обидува да го убијат и татко ми, нели елудирајќи на некој. Ова ќе го погледнеме. Ќе го објасниме посебно, бидејќи не е точно ова што го зборува. Да. Не е луѓето кои го убија дедо ми сакаат да го убијат татко ми. Меѓу тоа е да го запамтиме, треба тоа е изјавата на Ефтов. Да. Социјалска линија, дали српска, дали бугарска? Гледайте, геостратешки никој тогаш не беше загрозен освен Србија. Значи геостратешки Србија немаше интерес, Македонија. Некој тоа го поврзува и со бизнес интереси, иако јас сметам дека ова не е работа за бизнес интерес. Ова се однесува на тебе. Да. Ова е геостратешки беше. Атентат не се прави за бизнес. Не се прави сега. Бизнес се тепаат мафијаши меѓу себе по улиците. Но председател на држава. Сега председател на држава, сега не знам што не ти дал цистерна да пренесеш или цигари, не е тоа. Значи тука е геостратегија упрашање, политичка геостратегија, чиста политичка геостратегија.
Може би има и некој има фактор, може би има некој фактор од подалеку што сака да дестабилизира. Не мора па да биде и сосед. Сега ајде да не обвинуваме без докази никој. Ние не знаеме се. Од кај знаеме, може би некој исламски фундаментализам у тоа време, може би некој едноставно можеме да нагаѓаме. Меѓутоа, сега има некој интерес, сега Бугарија, не сакам да бидам адвокат на Бугарија, меѓутоа геостратешкиот интерес на Бугарија беше тогаш Македонија да стане самостојна. Јасно беше тоа изразен геостратешки интерес, нели? Значи не може се ти да мешаш некој кој апла гледаш дека нема интерес од тоа. Тоа е. Значи од што ќе почнеме? Од дедо ми го убија и татко ми тие што сака да го убијат. Да почнеме. Да го отвориме текстот кој што наводно го цитира Васко. Тоа е текст во Пешчаник, портал peščanik.net. Текстот е насловен Лажи и издаја. Автор е Владимир Глигоров, синот на Киро Глигоров од март 2010 година. Текстот е на српски, бидејќи човекот си го поминал целиот живот во Белград. И вели вака, започнува веднаш. Вели, мојот дедо по мајка е убиен во политички атентат во 1924 година. Тука ќе застанеме малку, да го појасниме. Прво не се работи за никој политички атентат. Туку се работи за пресуда на ВМРО за дејноста на Стојан Мишев, кој бил припадник на ВМРО, бил војвода. 1918-1919 е осуден на смрт еднаш. Во Првата светска војна, за време на окупацијата на Бугарија на Македонија, во Првата светска војна, тој е градоначалник на Куманово. Градоначалник на Куманово. Да. И тогаш ме направено бајаги прекршување на законот на ВМРО. Плячка на пари, изнуда, насилство врз жени, плачело Куманово и Свети Николе од него. ВМРО донесува пресуда да го убие, да биде стрелан, но Торо Александров заради тоа што бил војвода, направил во периодот пред тоа имал големи заслуги, го поканил на разговор и му предочи дека е осуден на смрт, но за сега смртната казна ќе биде повечена. Биде ставена во мирување и дека ќе мора да се промени. Во меѓувреме, Стојан Мишев станува предводник на удружење против бугарских бандита. Да. За да ја избегне сега бидејќи србите доаѓаат да окупираат Македонија, тој се приклучува кон србите и така мисли дека ќе се заштити. Да, значи тој станува една паравојна формација под закрилата на српската власт и работи кон уништување на мрежата на системот на ВМРО која што е веќе била која што постоела во Македонија во турско време. И кој тој добро е познал бидејќи бил толку години војвода ВМРО-вски. Во тоа време во тие негови зулуми убива родители, не знам кого точно сега не можам да се сетам, на еден комита по име Киро Глигоров. Следното презиме се разликува. И тогаш е активирана пресудата, старата пресуда, и извршител на пресудата е самиот Киро Глигоров. Интересна коинциденција. Не, тој сака да изврши пресудата. Да, интересно е што Киро Глигоров после станува зет на... Не тој Киро Глигоров. Сега имам точна како се случил атентат, бидејќи Нада Глигорова, керката на мајката на Владо Глигоров, на Влада Глигоров, така се ви. Владимир го пишува тоа лош, тој сам себе се вика Влада. Дека е Влада, тоа е српски.
била цимерка со една жена од која ние купивме куќа во Куманово. Кај што ни беше кафејаната Бабацана. И жената, ето така, имаше, бејќа направивме куќата кафејана, видев тие од богато семејство и мислеле дека тука има некое злато уште сокриено од татко и доаѓаше почесто кога ја рушевме куќата, кога преправавме, направувавме за ресторант, да види дали ќе го најдеме златото. И во тие седенки расправаше дека била цимерка со Нада Глигорова, тие студирале заедно во Белград, како стипендисти на кралот. Ова женава за која јас говорам, била председател на, незината мајка била председател на коло на српски сестри во Куманово. И сега, за женава која што говориш, ниното семејство се срби или се србизирани македонци? Па тие се власи. Тој е трговец. И затоа и куќата беше убава, така, од побавите куќи во Куманово. И тогаш Нада и расправала како се сеќава татко и како убиен. Татко е убиен на самиот куќен прак. Нада на таткото на Нада Стојан. На Нада, да. На Нада, во нивната куќа на самиот куќен прак. Нада е сведок на тоа убиство. Нада го гледа татко и како го убива. И тогаш се всадува во Нада омразата код ВМРО. Таа не може да го, Нада не можела да го смисли ВМРО. Веќе го убива таткото. Татко и таа не става на кантар што татко и правил. Татко е за неа невин и чиста душа. Тоа што убил еден куп или направил да се убијат еден куп македонци. Од ВМРО тоа не е битно. Е сега, затоа и Владо Глигоров ја има таа нека омраза кон и Киро Глигоров има наследено од неа таа омраза кон ВМРО. Таа е суштината на Глигоров, на несакањето на Глигоров, желбата да го уништи ВМРО, да помане. И затоа тој прифати, малку се одречувам, но мора малку да дам појаснување, јас секојаш така правам, мора да ми просидам, за да ви биде појасно што се случувало. Затоа Киро Глигоров ги прифаќа сите прекаршувања на уставот кога се во прашање злоупотребите на тајната полиција. Неуставно прислушкување, неуставно следење, користење на закони од СФРЈ со години после донесењето на уставот, само да се спречи ВМРО. Прифаќањето на агреманите на Јаначковиќ, ни самите срби не верувале дека ќе биде прифатен Јаначковиќ, висок функционер, директор на безбедносни служби на Србија, на СИД и на СДБ. Го праќа за амбасадор во Македонија. Самите срби не верувале дека ќе му бидат прифатени агреманите. Глигоров ги прифаќа од прво. Значи, тоа е потоа на една годишнина од убиството на Стојан Мишев, излезе, ја имам некаде, само сега да не ја барам, излезе во весник Помен од Нада Мишева, не Глигорова. Таа под читулјата е подпишана како Нада Мишева со семејството. И сега значи, не се работи, затоа тој се обидува да го сокрие дека се работи за политички атентат, не е точно. Пресуда е во прашање. И да, пресуда за криминални дела. За криминални дела кои се извршување на смртна казна заради тоа е. Одиме понатака. Вели понатаму атентаторот е фатен од српските власти и тие го казниле. На логодавците се фалеле со тоа политичко убиство, а убицата е прогласен за херој и маченик. Мојот татко завлакно
ја избегна смртта во неговиот атентат во 95 година. Македонските власти не покажаа никаков голем интерес да ги пронајдат неговите атентатори, а наредбодавците ни самите не се јавија, барем не со цел да се фалат. Сега, и на крајот на текстот тој вели: мојот дедо не тежеше да се спогоди со оние кои подосна го убија. Мојот татко... Секунда само. Стојан Мишев бил свесен дека е осуден. И на таа пресуда веќе тој имал еднаш право да ја обжали и обжал, тоа не го знае или не сека да го каже Владо. Но сега по втор пат, кога се активира пресудата, Стојан Мишев е свесен дека... Па добро, сега, тој веќе направил чекор со цел да се заштити, со тоа што преминал кај Србите. Но, кога види тој да се ценкал. Да се погоди, нема спогодба. Нема веќе спогодба никаква. Тој е го прекалши зборот кој му го дал на Тодор Александров, дека нема да прави злодела, па згоре на тоа уште поминал на непријателска страна. Да. Што очекувал тој? Да му дадат медаља? И самиот бил свесен дека не може да се ценка. Па затоа и не разговара. Затоа не разговара, бара нова банда. Бара кој ќе го заштити, бара државна заштита. Бара заштита од окупаторот. Одиме понатака. Но вели, мојот татко се обиде да се спогоди, меѓутоа имаше среќа. И натаму оди за Џинџиче, текстот нема веќе врска со. Да. Значи, ова е таа изјавата која што ти повторно ја цитираш, дека татко ми не се обидуваше да се... Дедо ми не се обидуваше да се ценка, татко ми се обидуваше да се ценка. Сега, одма да почнеме поред. Каде беше ден пред атентатот Глигоров? Во Белград. Да се спогоди. Значи, таму бил да се... Беше на последка Милошевиќ. Да се спогоди. Да бара спогодба. По тоа време, во тие години, веќе во октомври месец се знаеше дека на Милошевиќ беше јасно дека ја губи војната. И во Босна, и во Хрватска. Олуја заврши. Од Хрватска беа истерани србите. Остануваше Босна. Веќе во Босна почна да губи. И му беше јасно дека мора да потпише мир. Тоа сега може да ни објасниш ти, впрочем, велиш дека Киро Глигоров бил на состанок со Слободан Милошевиќ дента пред неговиот атентат. Дали имаш некоја представа, дали знаеш што била тема на тие разговори? Па, и зошто би била која би била причината зошто Милошевиќ би сакал да го ликвидира Глигоров? Да. Глигоров сакал да излезе веќе од играта на Шверц. Македонија да ја отргне, бидејќи веќе му било јасно дека од Југославија нема ништо. Хрватска победи во војната, Босна со Дејтон исто така веќе не може да се врати во рамките на Југославија. Премногу има жртви меѓу муслиманите, односите веќе не може да се Сребреница е тука. Значи сите оние негови идеи, Глигоров Изетбеговиќ платформа, асиметрична конфедерација, едно, друго, трето, сето тоа е веќе невозможно. Невозможно и затоа Глигоров се обидува да го прекине шверцот. Затоа што има веќе и од Америка, од САД посебно, веќе многу предупредување да се прекине шверцот. Но Милошевиќ е свесен дека ако нема шверц, Србија не може да обстане.
И Добро, сега Глигоров настојува, значи тој е бил согласен за шверцов да се работи до Дејтон. Значи знаеме додека постоела шанса дека ќе Милошевиќ успее да направи некаква Југославија. Да, во ред. Значи тој знаеме дека цел живот бил верен на таа идеја на Југославија. Да. Дури до самите последни денови на Југославија тој беше последниот нејзин застапник. И сега доаѓа момент кога веќе не може да, значи ти викаш дека веќе не може да дојде до никакво спасување на таа држава барем во тој момент. Во тој момент, да. И сега што е преломот? Преломот како мислиш што е преломот? Па сега, значи во ред Глигоров не сака, Глигоров му е јасно дека не може веќе Југославија. Не сака веќе Македонија да биде користена како транзитна зона за шверц на цигари. Нели тие пари нели се потребни на Македонија, нели се потребни на македонската служба? Од тој шверц останува многу мал дел во Македонија, скоро никако. Значи, дали ова сега некакво будење на Глигоров како македонист? Па не би рекол македонист, туку едноставно Булатовиќ многу има на едно место во неговите мемуари кога тој излегува од шверцот, тој многу рано се тргал шверцот. 93-та уште, мисля, че 96-та така некаде. Тој вели многу јасно. Кога видов вика какви луѓе се влезени во шверцот. Ми стана јасно дека глава се губи вика за една секунда. И бидејќи Булатовиќ го имал Ѓукановиќ кој тие биле тандем во воден на шверцот. Во Македонија е Глигоров главниот кој покривал се. И затоа тој да имал со него партнер, затоа Андов, барем така, ова е моја претпоставка, не би сакал да некој да ја прифати како 100% вистина, Андов затоа влегува во кабинетот на Глигоров веднаш после атентатот. Андов е подготвен да за некоја варијанта, каква, дали да го продолжи шверцот или да остане на линијата на Глигоров, не знам. Може би затоа денеска е припукувањето меѓу него и Фрчковски, бидејќи после атентатот шверцот продолжува, а министер на полиција е Фрчковски. Значи, улогата на Андов би требало се свати дека тој сакал бил на страната на Глигоров да се прекине шверцот. Јас така го толкувам. Пак, ќе напоменам, ова е моје лично толкување, без некој да имам цврсти докази за тоа. Но, екипата која остана во МВР, во СДБ, е истата и пред атентатот на Глигоров. Значи, шверцот продолжи без проблем. Затоа се коптирани тројца луѓе од ВМРО коптирани да се обучат додека да дојде Љупчо на власт. И Љупчо знаеше дека УДБА преговара со луѓе кои треба да влезат во шверцот на цигари. Јас му пренесов. 97 година. Тоа е, значи, причина за атентатот е неслагањето на Глигоров Македонија да продолжи да биде да учествува во шверцот на цигари. Дали му биле патриотски побудите на Глигоров, што не верувам, едноставно сватил дека ќе има проблем со Европа веќе Југославија не успеа да се створи Југославија, да има заштитник. Тоа е сега на вистина води самостојна држава. Да, па и на крај, впрочем, овие за Мило Ѓукановиќ има кривични поставки, имаше така. Поставки, но значи едноставно имаше таков еден меч им висел на глава на овие српските власти
скоро сите завршија по Хаг, по едно, по друго. Значи, може би се плашеле од такво нешто, дека ќе дојде до нив ако... Главните играчи во тоа време Милошевиќ ги уби. Тоа е оној генералот генерална полиција го убија, во ресторан го убија. Баджа се беше прекарат. И потпредседателот на ЈУЛ, Кундак, не знам што се случи со ортакот на, дали остана жив Треф, тој што беше ортак на синот на Милошевиќ, на Марко Милошевиќ. Овие двајца беа главните луѓе во шверцот на цигари. Тој Баджа и тој Треф. Тој Кундак. Тој Кундак е убиен на скали за влез во Скупштина, мисли че некако така. Двете убиства беа многу јавни, праќаа многу јасна порака до оние кои нема да слуша. Баджа е убиен во ресторан. Тој генерална полиција. Да. И тука е затоа Глигоров мислејќи дека ќе успее да го убеди Милошевиќ да го ослободи од обврската, но вика Булатовиќ пишува таму, банкноте кои ги носе од Италија беа и по 5 и по 10 марки. Згужвани пари, вика, во црни вреќи. Вика, тоа кажуваше со какви луѓе имаме работа. Тоа е се, значи, колку треба да се корумпира во Италија, царина, полиција да влезуваат тие глисери. Вика, тогаш ми стана јасно колкава мрежа е и никој нема да дозволи да излеземе од тоа. Премногу луѓе зависи од тие пари. Зборува за тој дел таму. За овдека знаеме кој е најпогоден ако ги нема тие пари. Удба. И затоа бидејќи шверцот обстојуваше толку години, мислам дека и денеска има шверц, само многу не се зборува. Може би да се шверцува цигари, се шверцува нешто друго. Па нема кој да зборува, не си таму. Да. И Удба немаше да успее да обстане толку долго да ги држи конците во сите републики. Значи да повторам. Според мене, според пишувањето на една германка, ми го заборив презимето, беше дописница од Белград, и според неа, ќе имам некаде, еден текст чувам се че некаде, го најдам, дека се работи за тоа што некој се обидува да ги прекине конците, да ги прекине врските на шверцот на цигари. Тоа е. И затоа, бидејќи друга причина нема. Тоа што некој лаже, Глигоров сакал да ја осамостои Македонија. Ако сакаше да осамостои, тој ќе веднаш после тоа ќе направише илустрација. И ќе растуреше Удба. Да. Ама Гавран не може да се растури сам себе. Да. Дејтон се подготвуваше во најголема. Дејтон се случи во ноември. Или декември, така некако, месец-два после тоа. Но, не Милошевиќ беше јасно. Затоа тој сакаше да подготви терен, како после подпишувањето на Дејтонската спогодба, кога ќе прекине војната, каналите за дотур на црни пари, без кои Србија не можеше да живее во тоа време. И финансирањето на Удба или Бија, како ја прекрстија, не можеше да се и несините клонови во Македонија, Хрватска, Босна, Црна Гора и Словенија не можеа да обстанат ако немаше црни пари. Ајде баш тоа сакам малку да прошириме околу тоа прашање. Значи сега Лјупчо Георгиевски тука вели
Па добро, тоа некои дилетанти зборуваат дека за некакви си бизнис сделки бил атентатот и конкретно споменува цигариња и бензин. Ти имаш зборувано во минатото дека токму шверцот на цигари е причината за атентатот. Да. Сега, Љупчо, како, бидејќи не е глуп човек, Љупчо е бистро дете, многу перфидно сега тука се обидува да наметне една лага, дека поради тоа што станува збор за шверц на цигари, дека впрочем тоа е се само некакви си бизнис интереси. И ситањето е шверц, сака да каже. Да. Шверцот на нафта... Да, еден камион, цигари или некој... Шверцот на нафта прекинува паѓа ембаргото, така да останува само цигари. Сега. Ти веќе малку зачна тука. Што значи тој шверц, особено шверц на цигари, меѓутоа шверцот воопшто за таа бивша Југославија, каде што денеска се уште и просторот во кој што се уште УДБА има влијание или владее. Што значи шверцот за економијата и за сето, за едноставно за животот на таа нација? Па ви брака, шверцот не е почнат 90-та година. Веднаш после ослободување 45-та година, Тито организира шверц. Титовата и тој исклучиво го прави воениот врв шверцот, го нагледува. Само шверцот тогаш одел преку Истра, преку Копар. И тука најблиско е Италија, така да затоа ние не знаеме скоро ништо тој шверц. Но, како се распаѓа Југославија, мора да се менуваат патиштата на шверцот. Од кај ќе влегуваат, кај ќе одат цигарите. Шверцот на цигарите е енормно. Сега, да почнеме прво од шверцот како појава. Кина во моментот е најголемиот шверцер на светот. На шверц на роба, на фалсификат роба и на индустријска шпијунажа. Значи крадат дизајни. Порано едно време имаше нели Абибас, Мајки и така натаму и така натаму. Значи, сега, што е шверцот во како појава за овие комунистички држави? Тоа е извор на пари. Вистинскиот извор на пари. Вистинскиот на пари. Бидејќи економијата, самата економија, она комунистичка внатрешна, не произведува, е непродуктивна. Што е уште разликата помеѓу Кина што прави шверцот и што го прави од Југославија. Да. Во Југославија се нема Абибас. Да. Него Малборо е Малборо. Малборо е Малборо, да. Хуго Бос е Хуго Бос. Да. Нема тука... Да, па Кина прави и тоа и тоа. Ама... Сега, Југославија не работеше онај како се не фалсификат. Фалсификат е Nike е фалсификат. Сега оној другите фалс роба. Југославија не правеше така нешто. Правеше само вистински. Само вистински. Малборо се правеше во Кумано. Малборо, Камел, сите, имаше еден куп. Не, партнер не беше. Партнер беше купена лиценца, ама го работеше прилеп со купената лиценца, во Кумано се правеше фалсификат. Така да... Значи сега, тој шверц ја финансира целата држава, а главното, сега целата, се оди на општо купување на социјален мир и се додава на она што не може вистинската економија да го направи. Меѓутоа, главната примена е што? Полнење на специјалната каса на УДБА. Видејќи по само бројки кои беа официјално соопштени од трите тужби што беа поднесени од три држави, од Италија, Швајцарија и Германија. Дека во Италија беше најниската тужба, мислам дека беше околу 8 милиарди долари. Во Германија, во Аусбург е тужбата, таму беше судењето, беше околу 10 милиарди. И во Швајцарија 10 или 12 милиарди. Тоа се околу 30 милиарди. Сега тие 30 милиарди што долари и марки, зависи која држава во што, или франци. 30 милиарди. За кој период е тоа?
Тоа е за период од 4-5 години. Значи за време на војната таму. За време на војната. Значи, тука е една голема манипулација што протнува Лјупчо, кога вели дека нешто некој зборува тука за шверц на цигари на друго. Значи, твојата теза е многу проста. Ти велиш, шверцот на цигари како најголема стапка, имаше и некои други работи што сверцува, особено за време на војната, меѓутоа со падот на ембаргата и едно друго, тие веќе работи стануваат нерелевантни. Шверцот на цигари е бизнис кој што го тера владата југословенска уште од самиот почеток на Титова Југославија, а можно и пред тоа да имало некакви си шверцови. Знаеме дека од Македонија има гаено, нели, опиум, едно друго. Да. Сега во тие работи не одиме. Од 45-та комунистичката власт, која се уште според нас се уште владее со бившата Југославија или барем со делови на бившата Југославија, го користи тој шверц да ја финансира војната во Југославија. Да го спречи распадот на Југославија. Да се финансира војната. Самиот Булатовиќ во неговиот, Момир Булатовиќ покојниот, Бог да го прости, тој беше во неговите мемуари наведува колку пари тие Црна Гора од тие пари опстана како држава. Колку пари влегувале во буџетот на Црна Гора. Сега не можам да го барам тоа и барам еден друг податок, сега ќе го најдеме и ќе биде јасно на Лјупчо за колку шверц се работело во негово време. Така да... Значи тука не станува збор за шверц на неколку поединци, некои ситни криминалци и бандити, па дури еве да кажеме некои си големи криминалци како Пабло Ескобар, туку кои што се едноставно вршеле шверц за своји лични придобивки и за своји лични каприци. У Македонија нема таков човек. Не. Македонија нема Пабло Ескобар. Не. Нема Чапо. Нема Ал Капоне. Нема некој постојано се вртат приказни дека Лјупчо украл не знам колку, Бранко украл не знам колку. Еве сега Мијалков и Груевски украле милиарди и милиарди. Тие пари се гледаат. Вака вели. Ова е некој си од царина кој сведочи од српската царина меѓу големите ѕверки. Миодраг Завишич, така се вика човекот. И вика вака, у оквиру другог дела цигарета кој е ишо из Македонија. Тој е такозвани македонски програм, прекограничен преминал генерал Јанковиќ, секој ден поминувале од 3 до 10 шлепери со цигари. Еден шлепер собира 8 тона на цигари. Месечно е било поминувале околу 300 шлепери цигари. А тоа е околу 3600 шлепери годишно. Тука не се влезени авионите во ова, бидејќи тој нема информација, но вика тој ко објаснува колку се спуштиле на аеродромот во Црна Гора, во Титоград. Има една басна бројка за која јас не можам да поверувам. И тоа е период 95-99. Сега, никој разумен човек не може да помисли дека вакви фигури, вакви цифри, 3500 шлепери од по 8 тона
Секој. Да. Во една Освен година. тоа на цигари. Цигари. Тоа се значи полни до дупка цигари. Една, сега заборав како одеше, една кутија, еден бокс колку тежеше, а во еден бокс има 500 кутии цигари. Тоа е голема сума на пари во прашање. Да. Значи, таков еден, толкав еден волумен и во роба и во пари не може да го работи некоја си ситна криминална организација. Не, тоа го работи, се знае, исклучиво го работи службата. Го работат државните органи. Не може тука да ти поминат 3600 камиона. На еден Или- граничен премин. Да, или да ти слетуваат авиони на Петровец, Секој ден по еден или по по 2, два. по 3, 5, кој знае колку. Ево, тоа били вака, во период на 95-99 година, според документација, поминале 20.000 шлепери на цигари во Црна Гора. 20.000 шлепери. Во една година. Од 95 до 99. 8 години. 4 години. 4 години се. 95. И сега говориме за Љупчо говори, аз знае Љупчо дека неговите луѓе, неговите блиски соработници беа вклучени во шверцот на цигари уште 96-та, втората половина 96 и 97 година. Беа додадени на тимот на Шутурков, всушност под надзор на УДБА, тие почна да го работат шверцот. Бузлевски? Не, Бузовски си е директор на Царина, не. Луѓе на ВМРО ДПМНЕ. Блиски соработници на Љупчо. Љупчо знае кои се, сега да не ги споменуваме, ако се осмели некојаш да разговараме. Бидејќи тој прифати да му биде еден од главните соработници, човек кој имаше кривична пријава од Народна банка за 200.000 марки. Неисплатен кредит. Кривична пријава од Народна банка за невратени пари. 200.000 марки. И сега, во време на СДС, таков човек да не биде кривично гонет, да не заглави затвор, да не биде суден, да му биде скината пријавата. Не за 2 марки, не за 2.000 марки, за 200.000 марки. Значи сега, дали ти сугерираш дека има врска помеѓу фактот што овие блиски соработници на Љупчо Георгиевски биле вмешани во работењето на шверцот Да. на цигари од 90, значи од после атентатот на Киро Глигоров, па натаму, и оваа негова манипулативна Да. изјава дека Да. се Затоа реков работи. да, знаеш што ќе ме прашаш, затоа реков и пред време да. Точно. И пак да се вратиме сега на Владар Глигоров. Зошто никој Владо не го повика да сведочи во Македонија после ова негова колумна? Да, па ако тој вика дека татко му се ценкал со Тоа неговите се знаеше атентатори, кој се значи. значи тој ги знае нив. И татко му ги знае. И татко му ги па тука е проблем. Кај е сега државата, нели се водеше истрага, боже, не знам Каква колку истрага? години. Кај е таа државата, јавно обвинителство, полиција, МВР, едно, друго, трето, служба за заштита на председателот, гарда, не знам што. Дали некој се најде да го свика бившиот председател покоен или синот негов кој што тврди еве дека знае кои се атентаторите да ги испитаат? Глигоров наводно сведочил. Ама после ова, Глигоров беше жив после овој, Да. уште, мислам, почна после неколку години после ова. После овој текст. Да, Да. после овој текст. Никој да не обрне внимание и сега, затоа и Васко се обидува да го изврти текст, да изврти изјавата на... Да, затоа што Васко како кажува, тој вели, значи, оние кои губија татко ми, ВМРО, Да. тоест оние кои губија дедо ми, ВМРО, се обидува да го убијат и татко ми. Значи, Па тоа е ВМРО. ВМРО. Да. Чекај, ти значи ја туркаш верзијата на Фрчко дека мултигрупе. Да. И сега Сторител. Љупчо, кој во тоа време е начело на ВМРО, го прифаќа обвинувањето на Ефтов дека ВМРО стои поза тој атентат. Да.
тука се... Еве уште еден податок, да му се малце паметене на Љупчо. 1999 година сметајќи дека не знаат луѓето во ВМРО ДПМН за шверц на цигари, па на групата во Куманово која пратише петиции за лошата кадровска политика и за другите проблеми кои се случуваат со владата на со власта на ВМРО ДПМН, тогаш не ги разбиравме некои работи и помисливме дека тоа што почна да доаѓаат кај нас Ставре Джиков, Гроздан Цветковски, прво направија контакт преку Ненад Ристовски, па така почна да не посетуваат по Куманово, мисливме дека тоа се нависни луѓе кои се загрижени за Македонија и сакаат да помогнат да се расчистат работите, да се спречи од тие контакти, бидејќи имавме во Куманово се знаевме сите, имавме поддршка од многу луѓе во Куманово, кои не беа од ВМРО ДПМН, но кои знаеа дека веќе тогаш веќе истапивме во вестници, напишавме што се нашите цели и луѓето сакаат да ни даваа поддршка. И од утров комбинат ни јавија дека денеска попладне во втора смена се товарат камиони по кои ќе се носи фалсификувани цигари. Дали можеме да изведеме утре да дојдат, бидејќи ние мислевме дека Љубе Бошковски, Гроздан Цветковски, 10 луѓе, Ставре Жиков, некои можеме, бидејќи тие се борат за иста кауза за која и ние, дека ќе со тој потек ќе го прекинеме шверцот. Љупчо ќе може полицијата да ги испоапси сите од ланецот, па ќе стаса до Бранко Црвенковски. Колку бевме наивни. И на тој начин веднаш да се затвори целата комунистичка приказна, сите да се готово стрпаат за криминал, криминалот докажан. Тие тужби што беа во Европа, еве ги од кои се луѓето кои стоеле за тоа. Во Црна Гора се знаеше кој го води шверцот, во Србија се знаеше, но ние водевме сметка за Македонија. И контактирав со Грозде, му кажав така и така, тој вети да, веднаш ќе му јавам на Љубе и тој утре ќе дојде во Куманово. Сега веќе доцна, направете се камионите да бидат задржани, да не ги пуштат да излезат. И веднаш јавивме на врските во Тутунов комбинат, камионите почна се товарат полека, да се добија на време и остана за утре се вајле. Ги имавме регистрациите на камионите, ќе го покажеш тоа. Го покажеш, да. Значи сите податоци ги имавме добиено, значи немаш поголјасни, поголем доказ од ова нема. И утрето се вајле доаѓаат Љубе Бошковски и Пане Велев. И работниците... Елиот Нес. Работниците среќни, еве, значи, готово ќе стане крај на шверцот, ќе почне Тутунов кога да се работи нормално, тие ќе обезбедат екзистенција сигурна, ќе... Љубе Бошковски и Пане Велев ниту ги отвараат камионите, ништо, се е во ред, камионите се издигуваат, одат на царина и се го продолжуваат патот. Дали знаеш што стана со луѓето кои ве ажурираа за... Па за среќа,
тие луѓе остана непознати за полицијата. Барем додека јас бев таму. Што се случило после, не знам, но ќе разберев ако некој имал проблем. Никој од нив тие што беа... Значи, братот Љубе, со Пане Велев, со нивните Стенсон шепки, тогаш нели се претворија во Елиот Нес. Сега Дојде и потврди дека документацијата е исправна. се е во ред, не ги отворија камионите, документација, испати се пишува. Да, не пишу, нема ништо за кај вика шверц, не Нема пишува шверц, шверц. Зашто така се пишува, кога се шверцува роба, се пишува шверц. Затоа што настои да испратница МТ, а внатре е регал, фалсификуваната марка. И тогаш Тоа како дете кога нели треба родител да му прегледа домашно и ќе каже ресо готов сум, е добро. Се е точно, одлично. Да. ти петка. Тоа е, и затоа Љупчо се обидува сега да ги сокри работи. Таму имаше, чуваше со тој докторот од Софија како перел пари во Македонија, но тоа јас не го знам и не сакам да зборам за тоа. Ова се докази кои не може Љупчо да ги побие никако. И затоа Љупчо, секогаш кога ќе споменам нешто, тој никогаш не ме демонтира, никогаш не смее да се јави. Да, меѓутоа интересно е што сега почнува, јас не ги впрочем пратам толку твоите преписки со него, тоест преписка меѓу тебе и него не постои, туку едноставно твоите обиди да го испровоцираш на нешто. Не ги пратам неговите реакции, меѓутоа ова ми делува на една ретка негова реакција каде што тој алудира на некои работи кои што ти ги зборуваш. Само по име не те споменува тука. Ова е една, би рекол, ретка прилика каде што тој воопшто се осмелува да навлезе. Обично целосно ги игнорира сето она што го зборуваш. Поканата која што ја спомнавме на почетокот на овој серијал не доби никаков одговор, еве веќе месец дена мислам дека има поминато од тогаш. Од таа иста причина Љупчо избегнува и било каков приватен разговор со тебе. Точно така. Но тоа е. Да. Дали има уште нешто во однос, дали сакаш повторно да го преслушаме да ја преслушаме неговата изјава или Нема потреба. Доволно е, мислам, јас се надевам дека доволно објаснивме убаво кој правил шверц, кој го работел шверцот, дека шверцот не може без... Да, сега, ако може, накратко се ова да го заокружиме, посебно во однос тука, ова е еден извонеден, како да кажам, извонеден фитил во кој ќе ни даде малку да го прошириме ова што всушност го работи Љупчо Георгиевски. Значи, Љупчо Георгиевски стапува на сцена пред 30 години како лидер на националистичката ВМРО-ДПМНЕ, како во стил на комита, со брада, со коса, долга, настапува со многу страшни изјави дека Македонија треба да биде независна држава, ќе правиме наша екипа, наша фудбалска репрезентација со наши пасоши, со наш грб, едно, друго, трето. Набргу, веднаш во исто време му се лепи етикета дека е бугараш и тој на еден многу како да кажеме, многу отворен начин ја прифаќа таа етикета. Да. Сиве овие 30 години Љупчо флертува со неговата бугараштина. 20 години веќе како кружи гласината дали има или нема пасош бугарски. Повторно тука скока да ја брани Бугарија во однос на можниот на атентатот на Киро Глигоров. Меѓутоа, што прави тука тој? Тој, впрочем, се издава себе си како еден од најверните и најголемите играчи на српската кауза во Македонија. Со вакви ситни лаги, со вакви ситни изјави. Веќе, тој кога шверцот на цигари, кој што е главниот извор за финансирање на специјалната каса на УДБА,
со таа каса се плаќа со работничката мрежа. Со таа каса се прават паравојните формации како она на Аркан, на оној капетан Драган, на Воислав Шешеј. Со тие финансиски средства се купуваат опреми, се прави пропаганда се шири, Србија купува своји луѓе во странство, своји луѓе во Македонија, значи сето она што значи ширење на српската кауза се работи преку овој шверц на цигари. И сега бугарашот, македонистот, Љупчо, кој што и ден денеска се буса во гради дека тој е човекот кој што ја измислил македонската нација, односно идејата за македонска независност во 90-та година, сега тој е тој што ја се обидува да го прикрие вистинскиот извор на финансирањето на србизмот на Балканот. Да, тоа е. Се надевам дека кога тогаш целата вистина ќе излезе на виделина. Ние правиме колку што можеме да откриеме по нешто, да им посочиме на луѓе, но гледам дека многу тешко допира ова што го работиме ние до луѓево, бидејќи секој ден никнуваат некои нови ослободители, некои нови обединители на во Македонија, кои се ако ќе го чепнеш, само ќе гребнеш малку по нивното да видиш кој се, ќе видиш дека се тоа е таа иста комуњарска багра. Да. Створена, тоа е. Значи нови љупчовци секој ден испаѓаат, само различно им е формата, односно различно им е пакувањето. Ние ќе ви се заблагодариме повторно на вашето внимание и ќе ве замолиме да ни помогнете во она што се обидуваме да го направиме, а тоа е ширење на вистината за Македонија, значи осознавање и ширење на вистината за Македонија. Оние кои што имате податоци за историјата на Македонија, оние работи кои што можеби фалат во нашиве анализи, ве молиме да ни ги доставувате. Меѓутоа, она што ни е многу потребно сега е да ги ширите овие идеи. Ние сме постојан атак на нашата служба, на службата на Југославија, на службата на Белград. Нашите сајтови постојано се под некакви си хакерски напади, нашиот YouTube канал е постојано во некаква си супресија, репресија, многу ретко некој од нашите видеа да добие малку поголема циркулација. И затоа ме молиме вие да ни помагате во таа насока, да ги споделувате нашите видеа, да ги споделувате нашите текстови и во вашите приватни разговори да ги применувате овие работи кои што ги зборуваме тука, овие анализи, да ги едноставно да ги восприемате, да ги скувувате и да ги представувате на некој ваш стил. За сега толку. Ние продолжуваме со нашата борба, а се надеваме дека и вие ќе останете со нас, затоа што вистината е она што ќе нас ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.